Скопје синоќа баш и не изгледаше како да е во полициски час. Го немаше оној познат метеж по скопските коловози, но сепак на улиците може да се забележат автомобили, чиј број и не беше баш мал. Низ градот имаше и поголем број на полициски патроли, една од нив ја застана и нашата екипа, додека правевме обиколка низ главниот град. Минавме 10 минути со оваа полициска патрола, застанати беа неколку автомобили, а сите граѓани имаа дозвола за движење. Петок, 21 часот и 15 минути. Веќе 5 часа и 15 минути како е започнат полицискиот час. За разлика од минативе вечери, во Скопје оваа вечер можевме да забележиме поголема раздвиженост по улиците, односно автомобилите возеа, додека пак во парковите, каде што Алфа телевизија направи обиколка, може да кажеме дека немаше ниту еден човек. Саботно екипата на Алфа повторно беше на терен, денеска пак далеку помирно од вчера, луѓе на улиците нема, може да се забележи само по некој автомобил, како и синоќа, така и денеска, на повеќе места низ градот имаше полициски патроли. Сабота, 13 часот и 32 минути. Скопје е во вториот ден од полицискиот час, кој е најдолг од независноста на Македонија, а ќе трае до понеделник во 5 часот. За разлика од синоќа, кога на улиците може да се забележат многу повеќе автомобили, денеска Скопје е многу помирно. Македонија е влезена во најдолгиот полициски час досега. Граѓаните нема да смеат да ги напуштаат своите домови до понеделник во 5 часот наутро. Сепак храна, лекови и други најпотребни производи граѓаните можат да нарачаат и да ги добијат на врата. Сите општини имаат објавено на кои броеви и од кои локали може да се нарача. Инаку вкупно 79 лица не ја почитувале мерката за забрана за движење во текот на вчерашното деноноќие, 12 од нив малолетни.